Никола Груевски, кои вели дека за време на проектот Истината за Македонија биле пуштени само отделни сечаци од целосните снимки кои одговараат за актуелниот политички момент, по-конкретно за бомбата за убиството на Мартин Нешковски. Еве вака. Би ви дал одговор во две фази. Најпрво, сите знаеме, цела македонска јавност знае дека Никола Груевски не треба да пишува статуси на Фејсбук од Будимпешта и да се слика со старлети, туку треба да се врати во државата и да си одлежи казната затвор согласно правосилната судска пресуда. Во однос на тоа што го констатира, а тоа е објавената снимка по повод смртта на Мартин Нешковски, би сакал да ви кажам дека еве и од оваа снимка која што објави Елчека, јасно може да се види дека тогашниот премиер Никола Груевски и тогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска свесно се обидуваат да прикријат дека во моментот на убиството полицаецот Спасов не бил таму како член на обезбедувањето на Никола Груевски, туку бил приватно. Понатаму во снимката можеме јасно да видиме дека Никола Груевски и наредува на тогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска да каже во јавноста дека Спасов никогаш и не бил член на неговото обезбедување, а свесни сме, имавме можност сите да го слушнеме дека впрочем Спасов бил ангажиран како дел од обезбедувањето на Никола Груевски со устна наредба на шефот на обезбедувањето на Никола Груевски. Исто така, понатаму во снимката можеме да видиме дека Гордана Јанкуловска и Никола Груевски се договараат за да имаат медиумска покриеност и да го искористат апсењето на Спасов, исто како што го искористиле апсењето на Љубе Бошковски. Понатаму се поставува прашањето и зошто, доколку во разговорот јасно се кажува дека треба да се оградат од шефот на обезбедувањето на Никола Груевски, а знаеме дека во 2011 година тоа не се случи. Зошто Гордана Јанкуловска и Никола Груевски се обидуваат да го заштитат шефот на обезбедувањето? Нормално, затоа што и тројцата се соучесници во обидот за прикривањето на убиството на Мартин Нешковски.